Утре традиционално лозарите ќе ги закројат лозјата. Постарите и искусни лозари потсетуваат зошто е важна резидбата, но и тоа дека има посебна техника за утврдување на степенот на оштетување кај ластерите, кај кој треба да се направи пресек за да се утврди дали папките се здрави и дали лозите годинава ќе дадат род. Треба да се внимава на тоа кои ластери се поздрави, попапки, подобри папки и имат помало оштетување, а тоа може да се направи со ставање на прачките на топлотна, на дневна температура и со правење пресек на папката може да се види дали е оштетена, ако е покафена, значи е оштетена, ако е зелена, тие папки се зрели. Лозјата годинава настрада од поларниот бран, кај некои сорти ќе има поголеми штети. Првичните проби во Штипскиот регион покажаа дека до 90% измрзнување ќе има кај вранецот. Ластерите се над земјаната површина и тука ниски температури имат поголемо влијание, така да кај одредени сорти на винова лоза ќе има и значително оштетување на лозовите папки. Околу 400 хектари во Штипско се под винова лоза, 50 се ново подигнати насади. Најмногу од сортите се застапени вранецот и смедеревката. Оштетувањата настануваат кај вршните папки, на основата поред кој измрзнуваат, така што при кроењето може да има отстапувања и да се примени посебен вид на кроење, порачуваат искусните лозари. За традиционалното закројување на виновата лоза, утре на празникот Свети Трифун, заштитникот на лозарите.